Сузана Апостолова ја имаме подготвена за последното линковско вклучување од Скопје. Сузана, добро утро. Веќе најавивме кој ќе биде и твој последен соговорник денес во Македонија наутро. Григор Копров ќе го имаме во следниве минути на јавниот сервис. Зборувате на една убава тема. Повели. Ти благодарам, Ване. Да, во опуштена атмосфера заедно со господинот Григор Копров зборуваме за 40 годишниот јубилеј на најреновираниот фестивал на забавни мелодии во Македонија Макфест. И морам да истакнам дека господинот Копров е еден од најпрепознатливите композитори на песни кои ја одбележаа историјата на Макфест. И ако ве прашам што значи за вас фактот дека Макфест одбележува 40 годишен јубилеј, тогаш веднаш се наметнува и прашањето како започна Макфест. И тоа е добро прашање. Иницијативата беше од Македонската радиотелевизија, впрочем, поконкретно од тогашниот уредник Киро Милев и општината Штип и поконкретно Столе Троицки. Морам да кажам дека Киро Милев беше штипјанец. И тоа беше на сите за една голема радост, затоа што дел од мојата кариера е врзана за Макфест и еве сега да му пожелувам и 80 години, да. Така, да се множат годините на успешно функционирање. И тоа беше и за поп музиката, македонската поп музика, тоа беше историски момент. Историски момент, ако се земе во обзир дека Макфест од година на година растеше, при тоа на Макфест доаѓа од бившите југословенски републики и товарните пејачи, као Мери Цетинич, Владо Калембер. Беше познат и истакнат фестивал во регионот, да. Во регионот. Така да, јас можем да кажем дека со голема радост, еве и сега овој 40 години на Макфест, на многуми на мои пријатели кажувам, поред мојот Охрид, пошто сум охријанец, втор град ми е Штип. Штип и Мал Одмор. Сега кога говориме за магијата што ја има Макфест, кои според вас се клучните нешта кои што му ги даваат тој посебен сјај на фестивалот? Дали станува збор за организацијата, потоа изведувачите, публиката или времето во кое се случуваше Макфест? Секако дека ако не беа штипјани, а тоа е општината Штип и оваа година и овие години градоначалникот го поддржува и тоа е многу добро. Има млади луѓе кои го водат и тоа е многу добро. И ја гледам сега и програмата се дава шанси за млади, jer секогаш нели на младите останува. Мора да имаме и мислам дека сите овие години изванредно е што обставува Макфест и што дава шанси и на млади пејачи, на млади композитори и сето тоа. Низ годините секое ново време си носи нови можности, нови композитори, нови учесници, пејачи и нова организација нели на фестивалот. Но можете ли да направите една споредба како беше Макфест во златните години од 80-тите, 90-тите години кога беше престиж да се настапи па и да се победи на фестивалот? Видите да ви кажам. Значи, се случуваше нешто што мене во тоа време ми беше необјаснливо. Значи, кога зборувам за публиката, значи, доаѓаја луѓе од Скопје, и тоа етаблирани луѓе, сега некоректно е да кажувам кој што како од соседните градови. Значи, да бидат присутни на фестивалот. Значи, не може да се добие карта. Да бидат присутни на ова. Имаше, беше еден празник на музиката, можем да кажем. Ево и во ова прилика можем да кажем дека и еден исто голем штипјанец, Штерио Наков, го држеше, ако се сеќавате, долги години го финансираше сигурно од тоа што потекнува од
Сега, ако говорите дека тие беа златни години на Макфест, денеска да направиме една споредба кога фестивалската сцена е променета и дигиталните медиуми пред се доминираат. Како гледате на Макфест во тој контекст? Дали се уште го задржува оној сјај или едноставно мора да оди во чекор со новите времиња? Па секако, и музиката е на некој начин мода. А успева ли да го задржи сјајот? Мислам дека да и јас искрено му пожелувам на Макфест. Еве уште еднаш да кажам јер јас ке ви кажам сум имал сигурно измеѓу 65 и 70 композиции, значи сте биле дел од присутни мојата со кариера ваши е таму. композиции, сте добивале многу награди. Ако ве прашам, ако треба со една песна да се опише духот на Макфест, можете ли да изберете, да одберете која би била таа? Има многу хитови Да. Ланска, сега ќе ви кажам, ланска година бев на Сплитскиот фестивал и после долги години ја сретнав Мери Цетинич. Таа, ако се сеќавате со Октетот Македонија, она песмата Лажи ме љуби. Ја знаеме песната добре, И ние македонците седиме и она доваѓа од позади и ни пее Лажи ме љуби ме. И беше еден фин момент, да се разбудија некои спомени и сето тоа. Значи, стана најпрепознатливиот град во делот на музиката Штип од Македонија во тоа време во бивша Југославија. И оваа година на 40-тото јубилејно издание ќе бидете присутни на Макфест со ваша композиција. Ќе кажеме која ќе биде таа како една најава и секако за крај на разговорот да упатите една порака за младите композитори, младите пеачи, кон што треба да се стремат во смисол на тоа дека сите сакаат да настапат на Макфест. Значи, една манифестација е толку голема колку луѓе ќе ја видат. За Штип се слушаше низ цела бивша Југославија, доваѓаа луѓе, што сакам и честитам на општината Штип и на градоначалникот што го подржува тој фестивал затоа што излезе од границите на Македонија. Ама и што е најважно, и песните останаа и се пеат до ден денеска. Апсолутно, мислам дека и оваа година ќе има одлични песни. Впрочем, докажани автори се и Роберт и композиторот. Добро. Мислате на Роберт Саздов, кој што е уметнички директор. И на Јован Јованов. Јован Јованов, так. И на Јован. Млади луѓе кои се извонредни наши композитори, аранжери и се тоа, така да нема бојазност за Макфест. Мислам дека ќе обстанува и дека и оваа година ќе биде одлично. Ви посакувам уште долги години успешно да творите и да создавате музички композиции кои што остануваат да живеат низ сите времиња и сите генерации. На Макфест му посакавме уште 40 години па и повеќе да обстојува на нашата музичка сцена. Дај Боже и музиката го оплеменува секое човечко суштество и мора да се инвестира во музиката. Ви благодарам многу за гостувањето. Ване, се надевам дека направивме убав и опуштен разговор и дадовме едно видување на нашиот соговорник, господинот Григор Копров, за растошот, развојот и еве ова 40-то јубилејно издание на Макфест. Да, Суза, благодариме, само ќе додадеме на крај од четврток, петок, сабота, Макфести на јавниот сервис од 20 часот и 30 минути во живо.